Почитувани, превенцијата ќе биде темелот на казнената политика. Ова беше реториката на СДС во предизборието, кога ветуваше дека инспекцијските служби нема да бидат инструмент за репресија и политички притисоци. СДС ја презеде власта и си го покажа вистинското лице. Им снема пари за расипничко однесување на нивните функционери и удрија по угостителите. Уште во првите месеци од своето владење затворија повеќе кафулиња кои не им беа по волја. Тортурата врз угостителите не запира. Пред само една недела целата јавност беше сведок на неразумната употреба на полициски специјалци во акција на УЈП, во која беа затворени повеќе од 13 угостителски објекти. Инспекцијата беше испратена селективно во 40 локали кои не се блиски до СДС. Како поинаку да се толкува фактот што фирми кои важат за блиски до СДС и до Заеви не ги исполнуваат законските обврски и континуирано се толерирани, а други беа без никаква опомена, ригорозно се казнувани. Наместо опомени, како што ветуваа, УЈП продолжува со мафијашко делување и затварање на сите фирми кои не потпаѓаат под притисокот на СДС. Според информации кои се пласираа во медиумите, заедно со полициските службеници биле забележани и припадници на фамозната Омерта Security, новоформирана агенција за обезбедување која важи за блиска до Вице Заев, брат на Зоран Заев. Очигледно е дека рекетот на угостителите стана примарна функција на УЈП, а единствена промена во казнената политика ќе биде не претисокот врз фирмите кои не се под контрола на криминалната врхушка од власта или оние кои ја имаат омерта на платниот список. СДС овој начин на рекетарско делување остава стотици семејства без приходи. Невработеноста ќе расте, а граѓаните ќе го загубат честно заработеното парче леб. Додека другарите Богац и Лукаревска уживаат во плати од 1000 евра, вработените во фирми кои не се блиски до СДС се плашат дали утре инспекцијата ќе ја затвори фирмата во која тие работат, а тие ќе останат на улица. Мафијашкото делување на УЈП под контрола на СДС и Лукаревска е на штета на сите граѓани. Богоев и Лукаревска го уништуваат ноќниот живот во Скопје. Откако Лукаревска го раководи УЈП, управата бележи пат на наплата за 3,6%. Низината неспособност и прогледувањето низ прсти на фирмите блиски до власта сега ги плаќаат сите останати. Угостителите наместо опомена добија казни кои достигнуваат и до 5000 евра, а голем број вработени останаа без своето парче леб. За ваквиот селективен пристап кон работата, Лукаревска и СДС ќе бидат казнети од граѓаните, а кога ќе се врати правната држава, по заминувањето на оваа криминогена власт, за секое незаконско работење ќе одговараат и пред судските инстанци. Ви благодарам.